Почитувани представници на медиумите, иако градоначалникот Темелковски е наш сограѓанин, истиот се однесува како да не живее во нашата општина и нема никаков слух за барањата и потребите на жителите. Покрај многуте неисполнети ветувања, Темелковски периодов останува глув и на барањата на родителите на учениците од 4 и 5 оделение од неколку основни училишта во Кисела Вода, кои упорно бараат воведување на продолжен престој за нивните деца. Иако радува податокот дека општина Кисела Вода има зголемен природен прираст на населението, дека се зголемува бројот на првооделенчињата, но за жал локалната самоуправа и градоначалникот Темелковски не прават ништо за нашите најмлади сограѓани. Напротив, и тоа што како можност и право е предвидено со Законот за основно образование, општината не се труди да го исполни. Имено, Законот за основно образование вели, ако се обезбедени услови и средства од основачот, основното училиште може да организира продолжен престој за учениците во групи и тоа од 1 до 5 оделение со ученици од исто оделение или од 1 до 3 и од 4 и 5 оделение со ученици од различни оделенија. Понатаму во законот се вели, во продолжен престој учениците се вклучуваат во согласно со родителот, односно старателот. Бидејќи голем бројот на родители кои имаат барање за организирање на продолжен престој во училиштата во Кисела Вода, го провикуваме градоначалникот Темелковски конечно да се одважи и да предложи одлука до Советот на општината со која ќе обезбеди средства за финансирање на наставници за продолжен престој. Советничката група на ВМРО-ДПМН ваквата одлука целосно ќе ја поддржи, а се во интерес на родителите и учениците. Господине Темелковски, доста е од празна демагогија. Конечно излезете од кабинетот, слушнете ги потребите на граѓаните и конечно почнете да носите одлуки во нивен интерес. И не заборавајте дека и локалните избори се ближат, а со тоа се ближи и крајот на вашето расипничко однесување и владење. Благодарам. Само да видиме дали